Во 1937 година напредните студенти прв пат истапија со собствена листа за избор на ново раководство на потпорното здружение. Без оглед на тоа што оваа листа не победи, само со 2 гласа повеќе беше избрана управа предложена од другата реакционарна група студенти, изборите значеа огромен успех на прогресивните студенти. Се создаде таква ситуација што новоизбраната управа не можеше да спроведе ништо без согласност на напредната група студенти. Овој успех на напредните студенти беше уште позначаен поради тоа што голем број од неутралните студенти преминаа на страната на прогресивните студенти, што беше од големо значење за успех на натамошната борба. Следната година напредните студенти веќе имаа во своји раци управата на потпорното здружение. Иако во 1939 година реакционерните студенти беа засилени со доаѓањето на неколку активни љотичевци од Белград, од 160 добија само 20 гласови. Во 1940 година тие веќе не можеа да се остават ни своја листа. Друг голем успех на напредните студенти во овој период представува заземањето на студентскиот дом, во кој дотогаш се примаа речиси исклучиво национално исправните студенти. Во 1937 и следните години во домот се сместија пред се сиромашни студенти, а тие во најголем број беа и политички најактивни. Со тоа напредните студенти добија уште една позиција – домот, што сега станува средиште на културниот и општествениот живот на студентите. Во домот се организираа приредби со забавен и политички карактер. Низ програмата, како и низ настапувањата на поедини студенти на тие приредби, се манифестираше солидарност со антифашистичките сили на Белградскиот и другите универзитети во земјата, со другите антифашистички сили во земјата и воопшто во светот. Од приредбите се испрачаа колективни писма до затворениците во Сремска Митровица и југословенските борци во Шпанија. За таа поврзаност на студентското движење од Скопскиот филозофски факултет со студентското движење во Белград зборува и следниот факт. На 3 април 1938 година на иницијатива од студентското културно друштво Покрет се одржа комеморативна седница по повод убиството на Жарко Мариновиќ и уште неколку студенти од Белградскиот универзитет. Поради присуството на студентите од други факултети, што студираа во Белград и Загреб, а живеаа во Скопје, како и некои други младинци, пред се работници, делегатот на факултетската управа го растури собирот, а на следната седница на факултетската управа студентското културно друштво Покрет беше укинато. Известен за ова од бившата управа на Покрет, акциониот одбор на стручните студентски здруженија од Белградскиот универзитет испреча протестно писмо до професорскиот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, во кое овој акт за укинување на студентското друштво Покрет го квалификува како кршење на автономија за која се борат студентите на сите универзитети во земјата. Покрај секретарот и подпредседателот на акциониот одбор, писмото го подпишале председателите и секретарите на 19 стручни и други здруженија од Белградски универзитет. Така, во 1938-39 учебна година создадена е широка младинска организација на факултетот со која раководеше партијата и Скоевската организација. Може да се речи дека напредните студенти овладеа со сите пори на животот на факултетот. Ова се потврдува и со документот извештај на штабот на Третата армиска област во кој се вели: резимирајќи ја предната состојба на Скопскиот универзитет, може позитивно да се каже дека комунистите студенти завладеа со целокупниот универзитетски живот, затоа што на својата власт ја починија и самоуправата во домот, подпорниот фонд на сиромашните студенти и други нивни корпорации. Студентите националисти, кои се малубројни, се наоѓаат во неповолна ситуација и не е далечен часот ако се позволи вакво ширење и дејствување на доктор Неделјковиќ со неговата клика комунисти на Скопскиот универзитет, на студентите националисти да им биде оневозможено посетување на предавањата затоа што се изложени на непрекинати шиканирања од своите колеги студенти или од студенти комунисти. Скопските студенти во тоа време излегуваат надвор од својот факултет. Тие стануваат иницијатори на демонстрациите одржани по повод фашистичката окупација на Албанија и Чехословачка. Поголем број од пријавените доброволци за одбрана на Чехословачка беа од редовите на студентите.
Студентите зедоа активно учество и во прославувањето на 150 годишнината од Француската револуција, кога беше издаден и манифестот на Крушовската република. По повод аншлусот на Австрија на факултетот беше организиран митинг на кој дојде до судрување со фашистички настроените студенти. Ова го искористи полицијата и се обиде да се замеша и да влезе во факултетот. Меѓутоа, напродните студенти направија барикади на сите факултетски пристапни места и со тоа ја оневозможија полицијата да влезе внатре. Студентите зедоа најактивно учество во предизборната агитација во 1938 година. На самиот ден на изборите, по иницијатива на работниците и студентите, дојде и до демонстрации против Стојадиновичевата влада. Тоа беа најмасовни демонстрации организирани во Македонија до тогаш. Дури по 2,5 часа полицијата успеа со коњица да ги растури демонстрантите. Годината 1939 минува во знакот на уште поостри судири со фашистичките елементи на факултетот. Но таа година се одликува со уште потврсто и понепосредно поврзување на студентите со работниците во градот. Студентите учествуваа како штрајкачка стража во фабриката Папа Теодоси и во други фабрики работилници, што ги зафати масовен штрајкачки бран во 1939 и 1940 година. Таа година се одликува и со поголемо поврзување со учениците од средните училишта, создавање на широко средношколско напредно движење, со кое преку скоевските организации во училиштата раководеа студентите. Во овој период, а особено во 1940 година, забележлива е и засилена борба на скопските студенти за автономија на универзитетот. Владата Цветковиќ Мачек го расчистуваше патот за пристапување кон Хитлеровата коалиција. Репресивните мерки постојано се ширеа. Универзитетите во кои благодарение на упорните борби на прогресивните студенти се беа зачувале известни слободи, беа изложени на особено жестоки удари од владеачката клика. Обидите да се уништи универзитетската автономија и да се задуши секое слободно изразување на универзитетската младина, најде на енергичен отпор од студентите од сите универзитети, а во таа борба ни студентите од Скопскиот филозофски факултет не заостануваа. Од демонстрации што беа организирани при доаѓањето на Цветковиќ и Корошец на Филозофскиот факултет во Скопје, се премина кон штрајкови и остра директна борба со малата група љутичевци, што ја помагаше полицискиот апарат и што отворено истапуваше против студентските барања за запазување на автономијата на универзитетот. Од митингот одржан по крвавите демонстрации во Белград на 14 декември 1939 година, беше испратено писмо до Мачек, во кое скопските, тогавашен подпредседател на владата, во кое скопските студенти бараа од него или да се спротивстави на ваквите крвави расправи на режимот со студентите, да се зазема за прекинување на политиката на репресии, терор и ограничување на автономијата на универзитетот или да поднесе оставка во владата. Меѓутоа, екипата Цветковиќ Мачек беше само едно продолжение на претходните монархофашистички режими, овој пат со уште понагласена фашистичка компонента, како во надворешната, така и во внатрешната борба. Натискот над универзитетот се засилуваше, неговата автономија се почесто се загрозуваше, а со студентите, раководители на протестите и штрајковите се пресметуваше најжестоко. Така, по штрајкот организиран на 28 мај 1940 година за одбрана на автономијата на универзитетот, со одлука на факултетскиот совет од Скопскиот филозофски факултет беа истерани тројца студенти без право на полагање испити за пишување во следните 2 семестра. Тоа беа Бошко Шилјеговиќ, Бечо Башич и Слободан Делетич. Ова представуваше преседан што до тогаш не беше забележен на ниеден факултет во земјата. Овој ден, 28 мај 1940 година, денеска студентите на Скопскиот универзитет го прославуваат како свој ден на студентите. Во овој период, кога борбата на скопските студенти се повеќе се слеваше во општата борба за одбрана на земјата, како и борбата за автономија на универзитетот, се создадоа услови за потесна соработка со професорите, за што зборува и летакот издаден од Обединетата студентска младина на Скопскиот факултет по повод митингот на народната одбрана. Во летокот покрај другото се вели:
Господинот декан ја разбра желбата и настојувањето на студентите и дозволи предавање митинг на народна одбрана. Поголем дел од господа професорите правилно ја сватија оваа студентска намера. Ваквото држање на господин декан и професорите покажуваат почеток на искрена соработка на професорите и студентите. Дека за зачувувањето на автономијата на универзитетот беа заинтересирани поголем број професори, односно управата, говорат одговорите што деканот ги давал кога полицијата барала од него податоци за поедини студенти. Најчестиот одговор гласел дека тие студенти досега редовно ги посетувале предавањата и дека поведението им е без замерка. Ова се потврдува и од писмото што тогавашниот декан на филозофскиот факултет, професорот Првош Сланкаменац, го испратил како одговор на барањето од полицијата да ја извести какви мерки тој, деканот, превзел против студентите што предизвикале немири во студентскиот дом. Деканот одговорил дека на полицијата не може да ја дава никаков извештај за дисциплинските мерки што факултетските власти ги превзеле спрема студентите. Уште потесна соработка со своите професори, студентите постигнале по повод затворањето и интернирањето на еден професор и тројца студенти, доктор Душан Неделјковиќ и студентите Блаж Орландич, Боро Чушкар и Антон Колендич во Билеча. Факултетскиот совет по тој повод испратил писмо до ректоратот на Белградскиот универзитет, во кое покрај другото се вели: бидејќи на личните барања од господин декан, полицијата одби да ги наведе конкретните факти и вината за конфинирањето на еден професор и тројца студенти од нашиот факултет, дури ни на конфинираните лица не им е дадено соопштение за нивната виновност и доказ за истата, се до моментот на нашата седница, која се држи на неколку часа пред тргнувањето на конфинираните од Скопје. Тоа се јавува оправдано сомневање дека уредбата за измената и дополнувањето на Законот за јавната безбедност и поредокот во државата произволно е применета и дека наведените лица се лишени од слобода без доказен материјал. Бидејќи се работи за авторитетот на факултетот, против кој веќе со години преку анонимни летоци се води жолчна кампања, против која факултетот веќе повеќе пати стануваше, тоа врз основа на изложеното, Советот го моли господинот ректор да го заинтересира за ова прашање Универзитетскиот совет или Универзитетскиот сенат и да превземе мерки пред највисоките управни власти за евентуално поништување на оваа одлука. Ова дотолку повеќе што ваквите постапки на власта не се во духот на Законот за универзитетот. Властите се направија глуви во врска со овој протест, но тоа си останува сведоштво за една борба која земаше се пошироки размери и во која студентите остваруваа се поширока соработка со своите професори. Почетокот на отпорот на фашистичката агресија, што нашите народи го почна на 27 март 1941 година, студентите од Скопскиот филозофски факултет го пречекаа подготвени. Почнатите местимични протести на средњошколците, студентите и работниците ги претворија во масовни демонстрации какви Скопје не паметувало до тогаш. Се смета дека на тие демонстрации учествувале 15.000 граѓани. Тројцата говорници што беа исфрлени од демонстрантите, а кои што ги повикуваа народот на отпор, беа од редовите на студентите Филимена Михајлова, Антон Колендич и Благој Корубин. Може да се рече дека тие демонстрации беа прво борбено крштевање на мнозина потосна решителни борци во народно-ослободителната борба. Овие демонстрации се претворија во вистински судир со полицијата и жандармериската коњица, во коих првите рани ги добија двајцата подосна прогласени народни херои Василије Ѓуровиќ и Крсто Бајич. Најборбеното јадро на скопските студенти во тие тешки денови на нашата земја останаа верни и на своите завети дека ќе ја бранат татковината и први се запишуваа како доброволци кога земјата беше нападната на 6 април. Но, заради веќе подготвеното предавство од страна на раководните офицери, готовноста на скопските студенти да ја бранат својата татковина остана неисполнета. По капитулацијата на Кралството Југославија, скопските студенти се разотидоа по своите родни места,
по сите страни на нашата татковина, од каде ја продолжија борбата почната во аулите на Скопскиот филозофски факултет и Скопските улици. Во овој приказ на револуционерниот пат на студентското движење на Скопскиот филозофски факултет, посебно место и значење завземат акциите на скопските студенти што се слеваа во така наречениот Македонски народен покрет МАНАПО. Во февруари 1937 година група студенти од Скопскиот факултет Пред се македонци, која се представи како основачки одбор за формирање на студентското културно-научно друштво Вардар, поднесе молба до деканатот на Филозофскиот факултет со која бараше дозвола за формирање на такво друштво. Молбата ја подпишаа 53 студенти, нешто помалку од половината од целокупниот број студенти во тоа време на овој факултет. Поднесените проект правила беа копија на правилата на слично друштво Вардар што беше формирано на Белградскиот универзитет во јуни 1936 година. Меѓутоа, обидот да се формира такво друштво и на Скопскиот факултет предизвика известни сомневања кај универзитетските и другите власти и по преписката меѓу деканот на Скопскиот филозофски факултет и ректорот на Белградскиот универзитет во врска со ова прашање, на 27 април 1937 година се укинува и спомнатото друштво Вардар на Белградскиот универзитет заради тоа, како што се вели во таа преписка, што е од регионален карактер и на тој начин во спротивност со член 206 од Општата уредба на универзитетот. Ова усогласено реагирање на Белградскиот универзитет и Скопскиот филозофски факултет по се изгледа е резултат од сознанието дека вакво друштво може да фати подлабоки корени меѓу студентите македонци и да одигра определена улога во организирањето на македонците студенти од сите југословенски универзитети. Така, оваа иницијатива за формирање на студентско друштво Вардар не се реализира. Од 1937 година оваа компонента, истакнување на посебностите на овој крај во кој действуваше Скопскиот филозофски факултет, почнува се повеќе да се истакнува во резолуции и представки на студентите од овој факултет, иако доста предпазливо. Така, во резолуцијата што беше донесена на Општиот студентски собир од 29 јануари 1939 година, а во врска со проект новата уредба за филозофските факултети што ја изработи комисијата формирана од министерот за просвета, се истакнува следното. Прво, се придржуваме кон сите битни прашања на студентите од филозофските факултети од Белград, Загреб, Љубљана, кои се од интерес за полесна и посолидна работа на студентите на научното поле. Второ, бараме да се надополнат сите групи на Филозофскиот факултет во Скопје, кои досега не се пополнети. Трето, бараме да се отвори катедра за методика и така натаму. Четврто, бараме да се отвори институт за испитување на Стара Србија и Македонија, кој би бил врзан за некоја од постојните катедри, зашто сметаме дека со ова би се придонело за средување на научните материјали на историското, етнолошкото, правното и јазичното поле. Веќе самиот факт во една резолуција да се спомене Македонија, кога официјално таа не постоеше, ами потпаѓаше под поимот Јужна Србија, значише свртување внимание на одговорните фактори дека се работи за посебна национална единка. Барањето што беше изразено во точката 4 да се формира посебен институт за изучување на Македонија, кога се знае дека најголем број катедри веќе се занимаваа со проучување на историјата, географијата, литературата, народното творештво на народот од овој крај, но секогаш со тенденција да се прикаже како дел од српската култура и творештвото на српскиот народ, всушност представува едно предупредување дека кон изучувањето на овој крај треба да се приде од друга основа, од основата дека се работи за историско и национално посебна област Македонија. Друг еден документ од истата година, 1939, летокот издаден по одржаниот митинг на студентите од Скопскиот филозофски факултет, а во врска со создадената ситуација по окупацијата на Чехословачка и Албанија, под насловот «До сета родолюбива јавност», исто така укажува на истакнувањето на посебностите со кои се одликува таа општа ситуација тука во Македонија. Во летокот покрај другото се укажува на следното. Југославија не може да ја брани само еден од незините народи,
Неа мора да ја бранат сите, зашто само со заеднички сили можеме да и се спротивставиме на опасноста што ни се заканува на сите. А за да ја брани со пол елан еден народ, треба да почувствува дека со тоа ја брани својата собствена слобода, треба да биде задоволен и рамноправен со другите, подвлечено во летакот. Да се оствари рамноправност на народот, значи да се осигури неговата безбедност и наедно независноста на земјата, а ако ова не се реализира, значи да се загуби се. А како стоиме денес? Цела низа внатрешни прашања уште не се решени. Не се работи само за спорот меѓу србите и хрватите. Меѓу другото, денешното расположение во Македонија, што произлегува од незината посебно тешка положба, представува исто така проблем. За тоа треба да води сметка секој оној кој е заинтересиран за слободата и независноста на оваа земја. Нерешените внатрешни прашања му даваат замав на непријателот кој се готви да се замеша во нашите работи, а ги потикнува исто така и туѓите агенти и сепаратистички елементи кон борба и создавање омраза меѓу братските народи на Југославија. Заради тоа, прашањето на спогодбата, се мисли на спогодбата меѓу србите и хрватите, помеѓу Мачек и Цветковиќ, представува животно прашање на оваа земја. Со отфрлувањето на спогодбата, уште еднаш се изиграни народите во оваа земја во своја искрена желба за спогодба. Патот на отфрлувањето на спогодбата води директно кон братоубиствена борба и окупирање од страна на Рим и Берлин. Штом разбравме за одбивањето на спогодбата на својот собир од 12. мај 1939 година, сите како еден сме го осудиле овој судбоносен настан за нашите народи и нивната независност. Како прва акција против водењето на таква политика во овие денови, објавивме дводневен штрајк на факултетот, кој измина во совршен ред и мир, со разбирање од страна на сите студенти, господата професори и сета родолюбива јавност. Но ние нема да застанеме на тоа, ами сложно и бестрашно, помагајќи ги оправданите настојувања и правилното ориентирање на народот од овој крај, во заедница со студентите од братска Хрватска, студентите од Белград, Суботица и сета родолюбива младина, и понатаму ќе водиме борба против се што ја попречува слогата и спогодувањето на нашите народи, против предавниците на својот народ, против туџинскиот јарем, во борба за рамноправност на народите на Југославија, за слога и спогодба за независна Југославија, студентите од Скопскиот филозофски факултет. После 1937 година со јакнењето на општостудентското движење на Белградскиот универзитет и со непосредното активно учество на македонски студенти во тоа движење, ние имавме, така беше организационата структура, разни форми на работа. Имаме, бидејќи клубот Вардар го укина, забранија под полицијата, тогаш ние сајдоме организирани во студентското движење, имаме свој покрајински комитет и имавме делегати во сите можни форми на активност на општественското движење. Така јас бех еден од делегатите во студентското летовалишното сојуз. Тоа беше наспротив на феријалниот сојуз, но една организација чисто студентска, раководена од напредно студентското движење. Впрочем, сите организациони облици што беа во рамките на студентското движење, всушност се раководи од напредните студенти. На една од седниците на студентското летовалишен сојуз се донесе одлука да се формира студентска летовалишна колонија, феријални сојуз, колонија во Охрид. Формирањето на оваа колонија студентска стана по директива, пак да кажам, на напредно студентското движење и со цел да се соберат преко летото прогресивните студенти и за своја, така да кажам, и одмор и рекреација, али истовремено и за делување политичко сред жителите граѓанството во Охрид и околината. Јас имах таа задача да ја формирам колонијата, да извршам оние подготовки први, така да извршиме масовен упис на студенти
во колонијата. Тоа беше по процедурата уплата минимална, а имаше и доста кои летуваа бесплатно. Во колонијата се собрахме околу 80 студенти и првата година бевме многу убаво прифатени во Охрид. Добихме смештај во училиште, се сеќавам Свети Климент, а ние самите организираме целокупната исхрана. Мислам, организација на мензи, тоа и на снабдевање на исхрана и така натаму. Тука меѓу студентите беа Страшо Пинџур, Кузман, Мирча Ацев, Малинска и маса други студенти познати со својот напреден став. Полицијата не може да свате прво време каква карактер има таа студентска колонија, но после се обавести од страна на белградската полиција и имавме многу непријатности, но успехме да се одржиме. Би сакал да укажам дека благодарение на нашите другари, кои што ги спомнах, ние имавме една многу жива политичка активност во колонијата. Секој ден се одржава така наречени политички часови, читалачки групи и се сеќавам се изучаваше нарочно националното прашање, теоретско така се изучаваше и македонско национално прашање, имаше дискусии по надворешната ситуација во земјата, надворешната и така натака, веќе тука опасност од фашизмот беше евидентен. И се сеќавам на една многу убава манифестација направихме со напредните прогресивни учители кои летуваа по исто време во Преспа. Тука мислам беше покојни Пенко Здравков и по таа линија се дојде во контакт со Кузман и другите. Они нам ни направија посета, во Охрид цела ноќ се имаше и приредби, песми и така натака, така да утрето бех повикан у полицијата да дадам извештај зашто тоа, кои биле тука и зашто да се пее цела ноќ Црвениот запад и исток, тоа беше тоа песма моина. Иначе имавме и приредби за граѓанството. Приредбите се одржаваа во зградата на училиштето со програма одабрана, рецитации, имаше и реферати и така натака. И дадохме една приредба, успехме и во самиот град. Тоа беше денот на Француската револуција. Полицијата не знаеше кои сме тогаш прво време уште и ни даде и дозвола. Имавме еден концерт, така од нашите членови на колонијата и знаеа да свират, да пеат, имавме и музичка програма, но имавме и реферат за значењето на Француската револуција, за Народниот фронт и така. Кога полицијата сето тоа го дознава, беше касно. Граѓанството со силен интерес следеше животот у колонијата и денеска се многу од нив памтат усеќавање ми боравокот на студентите през летото. Ние исто така правихме многу често посети на граѓаните у градот. Бехме радо повикувани во посети и тие посети исто така се користија за објаснување на политичката ситуација. Се сеќавам да нашите колешки студентки успоставија контакт со учениците, ученичките во Охрид и со многу жени и одеа во посета, така тоа беше прва можност да и жената туркиња, шиптарка, да се запознае со некои така ставови од напредно студентско движење. Сакам да напоменам дека и 38-39 пак продолжи студентската колонија, веќе се створи традиција тоа, и истовремено 40 година, така тоа беше последна више година и војната, сигурно знаете, веќе спречи секоја можност за наставок на животот на колонијата. Активност на... Јас да го држам најдобро, вака вие сме... Активност на Скопскиот факултет од 37 година до 41 е била прилично голема. Тука е постојала на факултетот и партиска организација и скојарска организација. Јас се сеќам, не се сеќам за сите штрајкови, за сите акции кои се водени на тој факултет, али многу поводи е имало за водење на акции на факултетот. Секој политички момент кој се десил во свето е одбележен или со академија, или со реферат некој, или со протестни штрајк, а нарочито Белградски универзитет кога е водел акции, ние сме се уклучувале како дел од Белградски универзитет, пошто Скопскиот факултет е бил дел на Белградски универзитет. И ние секој пат сме настојале да се уклучиме у тие акции таму.
Ако они се штрajkувале и ние сме настојувале да прогласиме протестни штрajk од 1, 2 или 3 дена. Јас се сеќавам рецимо за штрајко на Аншлусо кога беше, се сеќавам да 1 или 2 дена протестни штрајк државме и академија. Се сеќавам да по повод у мај месец некаде 38 година по повод на некој штрајк, на некој протест по прашање на автономија на универзитетот кај Београдски универзитет држеше, ние штрајкувавме 3 дена протестни штрајки имавме и праќавме телеграма за Београд као телеграма на наша солидарност со акцијата која Београдски универзитет ја води. Скопскиот факултет студентите напредни, народните студенти са организатори рецимо на управо студентите се учествувале во тоа, партијата организирала и СКОј се организирале демонстрации по прашање на Минхенскиот споразум за Чешка. Излегоме тога на улици, организатор на тие демонстрации беше Душко Поповиќ. Излеговме на главната улица, таму дојдоа и средњошколци, дојдоа и работници од фабриките. Душко ги доведе работниците затоа што он одржаваше врска. Ја работниците не знам. Може би ти знам неколку. Ја Цветан Димов го знам као работник кој доваѓа у студентски дом и Орце Николов. Други работници не можам да се сетам. Боге Кузмановски знам. Сум имал некој контакт со него. Тие демонстрации делимично успеа затоа што иако масите паролите наши ги прихватија за одбрана на Чешка, за против режимот на Стојадиновиќа и така натака, многу брзо полицијата беше организирана, валјда ја знаела дека се нешто се припрема и нас коловоѓите кои беме 9 души не уапсија, не одведа во полиција, не држаа 2-3 дена таму во затвор, не пуштене казни по 10 дена затвор. Меѓутоа ни рекоа да издржавањето покасно ќе биде или 500 динара замена за затвор, 550 динара за секој ден. После таа казна ни беше простана, имаше амнестија на таа казна, така да тој затвор го немаме издржано. После тоа се сеќавам за најголемиот штрајк кој уопште од 37 до 41 година е бил на Скопскиот факултет. Тоа е бил штрајк по прашање за примање на студенти у студентски дом 38 година. Тога беше декан Перо Слиепчевиќ, германистика имаше, колку се сеќавам ја, германски јазик предаваше на факултет. И он управник на домо и управата, председник на управата на домо на студентскиот дом беше Првош Сланкаменац. И беше извршиле примање не на сиромашни студенти како до тогаш беше обикновено пракса, како што претходната година беше пракса, него примиле богаташки деца на кои студентскиот дом не им е ни потребен. Затоа ние одржаме састанак на народни студенти. Ја не се сеќам дали Блажо Орландиќ беше тога дојден или Душко Поповиќ водеше акцијата. Углавном одржаме састанак и се одлучи на тој састанак да се прогласи генерален штрајк, да трае штрајкот се до тога додека таа одлука за примање у студентски дом потпуно не биде измената. И ние уште поставиме у захтевите да управата се мени на студентски дом, да управникот се промени на студентски дом, да студентите имаат одлучујќи глас у примање по прашање на примање или да се врши примање у студентски дом преку потпорно удружение. Јер потпорното удружение беше удружение кое знаеше материјалната состојба на секој студент. Тој штрајк мене другари ми се увртело да е трајало 22 дена. Така ја го имам. Јас сум бил еден од раководителите на тој штрајк, сум бил и тој руководиоц на таа безбедност на факултетот, да не би љотичевци да упаднат, да не би полиција да упадне таму. Се сеќавам да и некој говори еднаш или два пати имам држано и говор од степениците додека Советот на филозофски факултет ја заседавал. Ја пред нивната рата стојам на врва на степениците, а сите студентите по степениците и доле по ходниците. Ја не говорам, не држам некој кој знае каков говор, али фрлам пароли. Напаѓам на професорскиот савет, на реакционари кои се заборавиле дека и они се биле ѓаци, дека и они се биле студенти, заборавиле на глад студентска, на ѓачка глад. Да овие студенти кои они не ги примаат, разбира, да немаат кај да спијат, да еднаш на ден јадат, да држат часови за 8 динара, за 7 динара час, држат по саат и пол час од француски, од математика и така натака. Да од кондиции кои се држат не може да се живе и така натаму. Пошто
Pero Slijepčević не сакаше да попушти во одлуката, jer таа одлука на управата на студентски дом веќе Советот на филозофски факултет беше ја потврдил со мнозинство на гласови. Ние за сето време на тој штрајк ги посетувавме нарчито нашите симпатизери, нашите луѓе, јели, речимо професор Неделјковиќ, па таму Лалич кога беше, па асистентов Вуко Павиќевиќ, па Петар Јовановиќ, Војслав Радовановиќ. Тоа беа све професори кои секој пат у секоја ситуација, може би некој понекогаш да ја попуштил, ali mislim дека u тоа време веќе и професор Бајич приде на наша страна. Ги убедуваме и прашањето беше само за еден глас. Професор Колендич го заборавив, јели, кој секој пат е бил на наша страна. После штрајк од 22 дена, пошто не сака таа одлука да ја повлечат, Перо Сlijepčević као декан поднесе оставка и на место на него професорскиот савет, за да би се решиле студентските прашања, не одеа на некој професор реакционар, као што беше рецимо покасно идуќата година изабран Банашевиќ, нас кога не уапсија, ели, Банашевиќ кој не сакаше ни да интервенира, иако имаше еден професор уапсен. И за декан, нов декан го изабра Петар Колендич. Одлуката за примање у студентски дом беше поништена. За управник на домот беше поставен Вуко Павиќевиќ, кој бил наш човек. Нова управа од професорите, нова управа е била поставена на домо. Е имало во управата ставени и еден или два студенти. Не можам да се сетам дали јас сум бил у таа управа или некој друг, или Бошко Шилеви, не знам кој е бил. У секој случај некој е бил од наши, може да е бил Чика Иванов. Ја за тоа не можам да се сетам уопште. И ние извршивме ново примање. Значи, тоа е една акција која на мене ми останала у памет, една многу сериозна акција, не еден од најдолгите, него најдолгиот штрајк у тие 4 години, таа генерација, тие генерации што се го воделе, и да имат постигнато крупна победа. Тоа е, ја мислам, у аналите од стварање на тој факултет па до краја на тој факултет, тоа е едини декан кој студентите се го обориле као декан, да е морал да поднесе оставка, да дојде на негово место друг кој ќе ги реши студентските прашања. Кога на чело на Комунистичката партија на Југославија дојде другарот Тито, многу скоро потоа се осети и во студентската организација сосем поинаков дух. Времето кое ние го минувавме на универзитетот во Белград стана посодржајно и не случајно летото 1938 година по директива на партијата и СКОј во Охрид се даде иницијатива да се формира студентска колонија со задача да ги собере што поголем број студенти, да во колонијата бидат и други студенти и ученици, за да може таму да се организира проучување на марксистичка литература, проучување на националното прашање, работа со граѓаните и преку разни легални форми зближување со градот и со младината за запознавање со националното прашање и за опасноста што ја навестуваше фашизмот. Нување на положбата што ја предвестуваше фашизмот. Управник на првата колонија 1938 година беше покојниот Стеван Лакај, народен херој загинат во народно-ослободителната борба. Покрај Стево во управата имаше повеќе другари и другарки
кои има за задача да го организираат студентскиот живот во колонијата. Работата на колонијата преку овие 3 години, 1938, 39 и 40, даде незаборавени и незаменливи луѓе, даде резултати од работата на луѓе кои беа во колонијата, и не случајно од таа колонија имаме само 7 загинати народни херои од Југославија, од кои покрај Стево Лакај, другарот Мирче Ацев, Кузман Јосифовски Питу, Страшо Пинџур, Ратко Поповиќ и други. Од многу активности што ги беше организирала колонијата, од кружоци, читачки групи, состаноци за објаснување на националното прашање, зидни весници, приредби до масовни излети по повод на Илинден, од кој баш манифестацијата, тоест излетот на Илинден 1938, сакам да го одбележам, бидејќи цел Охрид беше излезен околу еден манастир Светилија, мислам дека се вика, на една голема ширина, каде на 3 групи се држаа манифестации, тоест се говореше за Илинденското востание и се поврзуваше со борбата на нашиот народ за национална слобода и за борба против фашизмот. Према составот на луѓето што живееа во колонијата и првата, и втората, и третата година, не е тешко да се заклучи какво значење имаше колонијата во Охрид за нашето народно-ослободително движење. Овие 7 народни херои и маса други другари и другарки веднаш по започнувањето на војната се вклучија во народно-ослободителното движење се до конечното ослободување на нашата убава земја.